позицијата разумна програма. Почитувани советници, ние пред една седмица усвоиме разумна програма. И таа разумна програма е основа за моделирање или фундирање или правење предлог буџет кој треба да се усвои и да се имплементира во наредната година. Значи таа работа е завршена. Сега, дали таа разумна програма е преамбициозна, реална или нереална, дискутираме и таа се усвои на едната седмица. И мислам дека тука треба да застанеме, бидејќи и да сакаме сега овој буџет да го моделираме на усвоена разумна програма, зборувам во ставката на инвестициони или капиталните инвестиции, тоа не е можно. И тамо се нафрла едни проекти. Сакам да кажам дека и за кантите гаражи ние имаме перспектива да бараме земјиште од Министерството на транспортни врски, да понудиме партнерство и така натаму. И тоа е дел од нашата визија за сообраќајниот недешни хаос кој е присутен ради познати причини кои сме го објаснили. Кога се однесува до главното прашање, господин Станковски, би сакал да истакнам дека општината е командна одговор до места, може да констатирам и да ве информирам дека е најнезадолжена општина во Република Македонија, за разлика од државата, која е енормно задолжена, и општини кои се под владење на ВМРО. Еве само по пример, ќе ви кажам еден свеж пример, тоа е општината Каркуш, кој е ваш природен сојузник Гром и кој на 20 милиони евра долг како општина, прикажен, државата му дозволи 4 милиони да земе кредит, овие денови, а на конто тоа 4 години општината која имаше најголем кредитен рейтинг во Македонија по Moody's, не добивме одговор на барање ни за издавање на обврзници, што не е законско право по закон за јавен долг, ни е дозволено земање на било каква кредит или бачена гаранција за било која работа, за кој што и со гаранција за јавно предпријатие за дистрибуција на газ, бидејќи без тоа не може да говори газ. Искаме прибори да регулираме буџетски средства кои се како се спремам за граначани. Сакам да истакнам дека сме најмалку задолжена општина, долговите се како резултат на историските процеси земјиште кое е денационализирано, односно денационализација и враќање на земјиште постари процеси од 25, 30 и повеќе години, и кредитот за неа проектот кој е подпишан од влада 2001 година со гаранција на влада, а со закон за јавен долг од 2009 година префрлено како обврска на општина и сме во ситуација имаме. Тие пари се на некој начин во фаза на враќање, се регулирани негде во висина главниот долг за земјиштето кое е една историска неправда, а тоа ќе се докаже во некој нареден период како судска одлука која најверојатно некој период ќе биде ревидирана, е вратено 85% каматите кои се криминално донесени како законско затезни без, а законот предвидува есконтна камата и сега и тоа ќе биде дел од спорот кој треба во нареден период да се докаже. Значи кредитот на Ева Барадан е вратен само уште 2 рати имаме во висина од 500.000 евра, негде околу 27-8 милиони, плюс имаме уште некои закон тие камати, значи негде околу 30 милиони ќе биде вкупниот долг према неа проектот за Ева Барадан. Тоа се минимални задолжувања и долгови, ако ги споредиме долговите на град Скопје кои имаат кредит над 50 милиони евра само за 3 години, ако споредиме кредит на Ѓорче Петров кој за 2 години добива 2 пати по 2 милиони, а не го вратил ни предходниот долг, така да го ќе ставиме на класкавица Куманово, одговорно од ова место тврдам, за разлика од другите општини, е најмалку задолжена општина и се надевам дека ова политичка гарнитура до крајот на мандатот кој следува 2018 година, ако дај Господ здравје и живот нормално во една мирна атмосфера, ќе биде комплетно и чистен од сите долги обврски и ќе има едно чисто работосогласува до плате до јавни предпријатија. Јавните предпријатија сите до едно се на минус една плата, значи сите се сега земани ноемврска, се во фаза на исплата на ноемврски плати, успеавме да дојдеме до една регуларна динамика на менаџирање со тешки напори и
големи проблеми во текното работење на самите јавни предпријатија од разбирливи причини економски во самиот регион.